Знам дека не сте навикнати да ме гледате тука во ова студио на Крш Вести, да ви говорам некои други работи, нешто што нема благе везе со хуморот, со стендап комедијата или со нешто слично. Ми денеска јавија дека едни пријатели од Струга, малку сум вознемирен, таткото или сопругот, како сакате кажете, беше болен од карцином на мозокот. Јавија дека денеска починал, лесна му земја, Бог да го прости. Се очекуваше дека човекот ќе си почине и знаевме сите, но она што е запрепастувачки и што малку нешто има, малце ми е неприродно и неубаво да зборувам на оваа тема, малце заради тоа што и мајка ми почина исто од карцином. Но и покрај тоа што малце имам емоции, ми е малце тешко да зборувам на оваа тема. Ја некако мислам дека ќе го снимам ова, ќе успеам да го снимам ова видео. Тоа што сакам да ви го кажам е малку да ви ги отворам очите на вие, на сите, па и на вие што мислите дека живееме во некоја си прекрасна држава. Имено пред неколку дена човекот требало да дојде во Скопје на онкологија да прими хемотерапија. Терапија, нели? Како што и мајка ми ја носев еднашка во 7 дена да прими хемотерапија, така и човеков исто така го носеле за Скопје да прима хемотерапија. Жената, сопругата негова, ни вели го носиме за Скопје да прима хемотерапија. Таму ни кажуваат како го виделе човека што го виделе во лежеска состојба. И им рекле, па не сте требале па да доаѓате. Што сте дошле џабе? Колку и да звучи, како и да звучи хумор или сатира или иронија или вистина е. Вистина е, верувале или не, од Струга вели 6 сати пат, 3 сати од Струга за Скопје и уште 3 сати од Скопје за Струга назад, човекот таков како што е, измрцварен, измалтретиран, полусвесен, свесен, го носат на онкологија и на крај терапија, хемотерапија не му даваат со изговор за дека таа хемотерапија многу ќе послужува на некој не така заболен човек. Не знам дали не ми е смешно, не знам како да изреагирам, стварно не ми е јасно. Дали ова нормално, дали јас сум ненормален. Кога одев за мајка ми, јас така малце настапував во таа онкологија како усташ или четник, или како сакате да кажете, како насилник, како сакате да кажете. Има некој респект и некој страф одредени луѓе таму од мене и од мојата појава. Нас никогаш тоа не ни го кажа и никогаш тоа не ни го направија, дека е џабе да ни дадат хемотерапија. Ни давале, но како што подосна се откри, ни давале шеќерна водичка место хемотерапија, не само на нас, него и на сите останати. На човеков не му дале ни шеќерна водичка, ни никаква терапија, што е најтрагично. Таа хемотерапија неговата ќе послужува на некој друг болен.
Па дали сте нормални, бе, мај? Па се викали така, бе. Што ќе беше, човекот ќе умреше и со хемотерапијата и без хемотерапијата денеска. Ама кога веќе доаѓа од струга, што ве кошта да не болницата снема хемотерапии, вие да му дадете една мочана хемотерапија. Таа хемотерапија ќе послужува на некој друг. И ќе послужи ли? Не ми е јасно нешто. Дали сте нормални? Сите вие таму што работите, дали има еден нормален, не знам, мајка му. Мајка ми кога ја носев и кога ја враќав од таа хемотерапија, веќе жената можеби си знаеше, ми велеше година и пол откако се откри аферата дека уствари давале шеќерна вода, дека не давале никаква хемотерапија, мајка ми уште пред година и пол ми велеше: "Џабе ме носиш, не ме носи, остави ме дома да си умрам, овие не ми даваат хемотерапија." Како може мајка ми да знае дека не сте давале хемотерапија? Не можете да знаете како е, дај Боже никогаш ни на не дознаете како е родител ваш да ви го каже тоа: "Немој да ме носиш повеќе таму, не сакам да одам, ќе се убијам, подобро да се умрам дома, него да ме мрцвориш, не ми даваат хемотерапија." Јас ја убедував дека тоа е хемотерапија. Не можев ни да поверувам во ниедна вилга на мојот мозок дека тоа е можно да не е хемотерапија. Дека тоа е можно да е водичка. И сега човеков што умре денеска, не му ни дале ни таква шеќерна водичка. Белки некогаш некој од вас ке плати. Живеам за денот да ве видам зад решетки. Не сум толку голем христијанин да кажам Господ нека прости или јас простувам или нешто слично. Ниту можам да ви простам, ниту се надевам дека Господ ќе ви прости.